се барат најразлични хипотеки, па селскиот имот не се признава за хипотека, па најразлични провизии, па еден куп проекти, се прави со цел тие пари да не стигнат онаму каде што навистина се потребни. А тие пари одат во тесен круг на луѓе во нечии џепови. Ние имаме сериозна намера тие пари да ги вратиме меѓу народот. Јас верувам дека овој народ има идеи, има знаење и голем дел од луѓето кои ќе ни дадат тие поволни финансиски услови, луѓето едноставно сами ќе си најдат работа. Бидејќи ноторен факт е дека ние ве слушаме, имаме сите пријатели, имаме роднини, кој наш човек отишол во странство, слушаме успеал. Стекнал имот, успеал, а тоа е резултат значи на неговата способност. Значи овие луѓе имаат знаење, само треба да им се дадат добри финансиски услови. И ние веруваме дека ако економската наука сега кажува дека еден работодавец за да отвори едно работно место се потребни 10.000 евра, поделете таа бројка 2 милиарди 300 со 10.000, еве ви во стар 230.000 вработувања. Тука нема голема математика, нема големи филозофии, тоа го знае сегашната власт, го знаеше и претходната, но они не го прават тоа од една едноставна причина. Сите тие пари ги трошат за социјални случаеви. Тргнувајќи на логика дека доколку на луѓето им дават социјална помош, најлесно е да ги оценувате, да ги принудувате, да манипулирате со нив. И ние имаме сериозна намера, значи тие пари да ги вратиме во стопанството, да заживее тоа стопанство бидејќи сакам да ги уверам граѓаните, продажбата на македонското електростопанство е последната шанса да заживее економски оваа држава. Но оваа држава повеќе не е остана ниту еден вреден објект за продажба освен македонското електростопанство. Ако и овие пари отидат во нечии џебови, верувајте дека сите ние ќе бидеме наемни работници на тие странски компании кои што се живо и диво искупија во оваа држава. Што значи тие пари не ќе ги дадеме на луѓето врз база на тие развојни проекти под многу поволни услови и луѓето едноставно јас верувам дека сами ќе си најдат работа во најголем дел. Зошто велите дека мора да биде продадено електростопанство на Македонија? Па тоа е како што ако внимателно следите, јас кажав принудна продажба на електростопанство, бидејќи очигледно дека тие странски меѓународни финансиски институции кои што не држат така во едно менгеме, како што Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка, едноставно кои што ги диктираат сите тие услови, едноставно ја налагаат таа продажба, али ние сега па тргнуваме од еден друг принцип. Ние тргнуваме од принципот дека македонското електростопанство го градеше целиот македонски народ. И што значи дека сега тие пари треба на народот пак да му се вратат во форма на најразлични проекти. И јас верувам дека тоа македонска економија ќе заживее, бидејќи со дупло повеќе вработника кои што ние ги најавуваме, имате дупло поголем буџет, а што ви е дупло поголем буџетот, имате повеќе пари и за спорт, и за култура, и за наука, и за сите потребни други области во општественото живење. Но за жал, како што кажав, власта сега последиците да игра на тие краткорочни мерки, ги дава тие пари за социјални случаи на луѓето и очигледно манипулира со нив. Денеска ние имаме 70.000 семејства кои што примаат социјална помош и жално е вие денеска да газите по човечкото достоинство на луѓето, да ги оценувате за тие бедни 2 до 3.000 социјална помош месечен надоместок, а имаме млади луѓе 25 до 30 години кои што се во екот на својата најдобра работоспособност и да ги оценувате со такви мерки, тоа е едноставно газење по човечкото. Кога ја спомнавте социјалата, господине Бакшев, но пред да ви го поставам ова прашање, само ќе ги подсетам гледачите дека може да се јавуваат на телефонот 330-111, го имате на вашите екрани. И поставувајте прашање, господин Бакшев на крајот, но во вториот дел од емисијата ќе одговори на тие прашања. Кога сме веќе кај социјалата во Република Македонија, каква социјална политика ќе води Народното движење за Македонија, доколку ја добија довербата од граѓаните во наредниот 4-годишен период? Најсимплифицирано кажано во неколку реченици, можам да кажам дека ние предвидуваме мерки за изградба на социјална држава во вистинска смисла на зборот, а не држава на социјални случаи. Тоа се квалитетно две различни работи, многу различни. Современа социјална држава во вистинска смисла на зборот, по уранекот на сите развиени демократски земји, односно давање на таа социјална потреба, укажување на сите социјални потреби на лицата кои што на вистина имаат потреба од такво нешто. Значи вистинско згрижување на лицата кои што вистински имаат таа потреба. Инаку ако тој социјален дел се гледа во поширок контекст, ние тука исто така предвидуваме мерки за современа, организирана, бесплатна здравствена заштита на луѓето. Тоа македонскиот буџет може да го издржи, бидејќи уште повеќе тргнувајќи од еден општ принцип дека сите сме луѓе. Денеска ноторен факт е дека вие, не дај Боже, ако се разболи човек, ако нема пријатели, ако нема пари, едноставно го снаоѓа најлошото. Тоа е таа болна вистина во Македонија. Сега тоа пак ќе кажам, не е резултат, како што кажав за земјоделието, не е резултат на елементарни непогоди. Тоа е резултат на човечкиот фактор, односно на таа залудена мафијашка банда која што владее во здравството под директна контрола на ВМРО ДПМН, односно нејзиниот директор за фондот за здравство, каде што за 2-3 години натрупа енормни богатства. Со тие тендери, со тие манипулации што се прават со лекови, и за сега жално е да гледате вие луѓето едноставно не може да си платат лековите. А пари имате. Ова држава не спорна дека пари има, али за жал тие пари одат во еден тесен круг на луѓе и сега можеби во овој контекст да направиме свесно мала дигресија, да го кажеме нашиот првен принцип
над принципите кои што ќе биде тука кој што е запишан. Ние планираме во првите 30 дена доколку дојдеме во позиција да практикуваме власта, во првите 30 дена ќе ставиме 24 луѓе во куќен притвор. И тука еден дел од овие луѓе се сега моментално носители на највисоки државни функции, кои што ја растурат оваа држава, кои што се вклучени во тие, тоа е разузнавачко менгеме на странски служби и луѓе кои што се носители на крупни економски махинации. И ние тие 24 луѓе ги ставиме во тој куќен притвор со цел да ги испитаме сите тие работи. А тие 24 луѓе финансиски тежат 1 милиарда евра, од кои што 500 милиони евра поседува само нашиот премиер. Нашата желба, нашата волја е сериозна и ние имаме намера тие пари да ги вратиме назад, бидејќи рецептот е многу едноставен. Правна основа постои, кривичниот закон дозволува да се конфискува имот кој што е стекнат на нелегален начин, а и една проста логика. Многу лесно е вие денеска да му го пресметате имотот на македонскиот премиер. Он беше 4 години премиер, по 12 месеци тоа се 48 месеци. По 1000 евра плата, значи он сега треба да има 48.000 евра имот, без да трошел, без ниту денар да не трошел тие пари. А сега он финансиски тежи 500 милиони евра, а тие 24 луѓе финансиски тежат 1 милиарда евра, а македонскиот буџет е 1 милиарда и 100 милиони евра. И други политички субјекти го обвинуваат премиерот Георгиевски дека е богат човек, меѓутоа не располагаат со бројки. Вие располагате со бројки. Вие изнесувате сериозни обвинувања. Од каде тие податоци? Јасно, не само што кажувам бројки, него ќе кажам и од кај му се парите на македонскиот премиер. Тоа се по три основи од тие криминални шверцарски канали со кафето и со цигарите, а најголемиот дел, некаде 80%, тие пари ги здоби со тој џентлменски дил што го направија од тој профит од окта што го има секојдневно, бидејќи вие знаете как бизнис е трговија со моторни овие бензини, бидејќи секојдневно се возат огромен број автомобили. Тој криминален дил што по 1/3 делат премиерот Лјупчо Георгиевски, 1/3 зема Џафери и 1/3 зема тој еден представник тука на таа една грчка банда по име Каралис, чиј пак што е експонент Емануел Малелис, еден познат грчки шпион за кој директивата за безбедност и контраразузнавање има еден куп сознанија и наместо тој човек да биде денеска во затвор, секој ден седи во канцеларијата на премиерот, пијат заедно кафе и на еден легален начин си ги добива сите разузнавачки информации за оваа држава од стопански, економски, политички, безбедносен карактер за самата држава. Сега што е поинтересно, нашиот премиер како што го дал Господ толку алчен, за разлика од него пак Џафери сите тие пари што ги натрупа од таа провизија ги потроши за оружје. Сите пари ги даде за албанската кауза. Што значи побитна му е таа кауза, додека како што кажав нашиот премиер располага со таа сума и вие точно слушате и други политичари викаат дека постои мито, постои корупција, постои криминал, постои незаконско богатење, али јас пак ќе кажам сега можеби нескромно, ние кај нас постои пак еден друг квалитет. Настанете, појавите ги кажуваме со име со презиме. Добро. Одиме понатаму. Зборувавме нели за економијата, зборувавме дел за земјоделството. Имате ли одредени други мерки за развој на земјоделството? Па сега вака, таа е клучна мерка, значи како што кажав, пред да обезбедиме таа комплетна пензиска, инвалидска и здравствена заштита. Исто така предвидуваме сега еден... Но тоа не е единственото што го тишти земјоделецот, има и други нешта. Да, така, е сега клучна мерка исто така што еден наш кандидати на листата што ги имаме од Кавадарци, еден тим на агрономи, тоа 12 агрономи од Кавадарци, изработија многу квалитетни мерки за развој на земјоделието, вклучувајќи тука сите гранки, лозарство, свачарство, винарство, сите тие мерки што во старт ние предвидуваме формирање на една агроберза, кој што многу се најавуваше дека ќе заживее, но за жал во овие години не ја видовме. Потоа предвидуваме за производите кои што се од стратешко значење за оваа држава, добивање на национален третман на тие стратешки производи и за кои што ќе стои државата, а клучна мерка која што предвидуваме исто така дека ние доколку дојдеме во позиција да ја практикуваме власта, ќе ангажираме стручни повереници кои што во владата деноноќно ќе им биде заложба да ги пратат тие светски текови на балканските простори, на европскиот пазар, на светскиот пазар за потребите од земјоделски производи, а не сега да имаме таква стихија, едноставно луѓето стихијно да произведуваат. Ќе им текне година ќе видат дека одел Бостон, па сите садат Бостон. Догодина ќе им текне одел вака компирот, па садат сите компир. Ние ќе имаме еден тимно повереници кои што првенствена задача деноноќно ќе им биде да го пратат европскиот пазар и да дават насоки на земјоделците што до година ќе му биде потребен на тој европски пазар. И да се насочуваат на еден начин тие луѓе, а што ќе остане бидејќи државата ги насочува, државата ќе гарантира за откупот на тие производи. Значи да се избегне таа стихија, односно да се изгради стратегија за развој на земјоделието. Ние сега немаме таа стратегија, бидејќи смешно и жално е вие да дозволувате контингенти за увоз на производи кои што во Струмица ви се произведуваат во изобилие. Еве јас кажав тогаш кога гостував тука дека дури и пред изборите се дозволи еден таков контингент. Тоа е една срамота и греота за македонскиот земјоделец. Да се дозволи увоз на контингенти, а само со тие производи струмичкиот хран може да ја храни цела Македонија.
Што значи се е резултат на човечки фактор, на таа болна желба за моќ и профит на тие луѓе. Че работи се многу решливи, многу едноставни, може да се решат за 24 часа, бидејќи што е резултат на човечки фактор. Само треба да се има желба, волја и преценација, бидејќи можеби наша среќа па што ги знаеме работите. И имаме волја да ги решиме тие работи, бидејќи јас вечерва кажав и на митингот, луѓето што направи ова партија се човечки исполнети, се добро ситуирани за македонски прилики, успеале во својот живот и нема да им биде тој првенствен интерес да го крадат и лажат сопствениот народ. Тој личен интерес ќе го сместиме некаде на трето, на четврто место, а првенствен интерес ќе им биде државата, односно судбината на својот народ. Бидејќи дури анахроно сега жално звучат секоја вечер големиот македонски премиер во присуство на црковни лица, најмалку во своите говори 5 пати се повикува на Господ. Како може еден човек да се повикува на Господ кога го лаже и краде сопствениот народ, а и натрупа толку богатство крадејќи го сопствениот народ? А ако знаеме дека едно од основните канонски правила запишено и во Библијата е дека секој човек треба да живее од својата заработувачка. Добро, господине Бачев, одиме понатаму. Пред малку ја спомнавте корупцијата и организираниот криминал. Има ли Народното движење за Македонија лек за ова лоша појава кај? Јас можеби на еден индиректен начин го кажав лекот. Првите 24 луѓе кои што натрупаа огромни богатства на криминален начин во првите 30. Мислите ли дека тоа ќе биде доволно? Тоа е апсолутно доволно за оваа држава. Тие луѓе, 24 луѓе, тежат финансиски 1 милијарда евра во моментов. И тие пари едноставно се украдени од македонскиот народ и не има да им ги вратиме. Е сега зборувам за 24 луѓе бидејќи Не, да кажеме кој ќе биде леко да не се продуцира повторно корупцијата и криминалот, организираниот криминал. Па, сега сакам да кажам дека крупниот зафат е овој. Е сега ние сме свесни, ако правиме списоки за тие посебни криминалци по општините, тој список сигурно ќе брои илјадници лица. Бидејќи по тие општини се на дело сите тие криминални активности, бидејќи криминалот во централната власт секаде е пресликан на локално ниво. Али крупниот бизнис, крупните матни бизнеси направени од овие 24 луѓе кои што финансиски тежат 1 милијарда евра. Е сега како што кажавте вие, тука се е тоа резултат пак на човечки фактор. Единствено тоа е лекот едноставен. Треба да живее правната држава и консеквентно да се примени принципот на одговорност. Работите се многу јасни, али само треба да се има желба и волја и пред се и над се треба да се сака сопствената држава. Тоа е лекот и тука нема никакви филозофии, бидејќи ние што гледаме сега никој жив не одговара во оваа држава. Се направиа толку криминални работи, еве тргнати од оваа општина, ја гледаме дека жално е да гледаме полицајци како денес по пазарите ги гонат, ги бркат тие ситни тезгаџи, а кога крупните тие носители на матни бизниси секојдневно шетаат по градот и по државата и сега наместо да бидат онаму каде што предвидува кривичниот закон на оваа држава, еднословно слободно се шетаат како распашени банди по градовите, али таа е реалност, таа е суровата вистина. Значи работите може да се променат само со нови луѓе кои што пред цената се сакаат сопствената држава и доследно кои го применуваат тој принцип на одговорност. А ние тој принцип на одговорност најдоследно ќе го применуваме, а таа наша заложба граѓаните ќе видат уште во првите 30 дена, како што спомнав, бидејќи како спомнав и порано, од тие се донесли двајца војници кои што загинаа полицајци во актуелната војна. Јавно кажавме дека 31 беа наместени и жртвувани и фактички директно убиени ниве на македонската влада. Значи во првите 30 дена тие луѓе едноставно ќе ги изведеме пред суд, кои што ги наместија тие луѓе, кои што беа жртвувани, бидејќи ги знаеме и нас не е сосема небитно дали тие луѓе ќе одговарат во Хаг, дали во основниот суд во Скопје, дали во основниот суд во Струмица, нас е тоа апсолутно небитно. Значи да заживеат. Кога сме веќе тука, да не должиме многу бидејќи треба да им дадеме дел и на гледачите со своите прашања до вас. Кога сме веќе кај проблемите што ги спомнавте околу војната, предпоставувам, ако ве прашам, имате ли клуч, имате ли решение за политичко безбедносната состојба во Република Македонија, би бил одговорот да. Прашањето е како? Па видите сега, сето ова зло што се случи во оваа држава, пак е резултат на тие внатрешни глупости да контролираност што на тие двајца најбитни играчи во македонската влада. Значи не држат тие тези, јас што ги спомнам постојано, тие плачења на премиерот секоја вечер дека Америка не била криво, дека НАТО не бил крив, дека американците не ги сакале македонците, па нема никаква врска. Секој кој што учил историја знае дека во последните 200-300 години колку што постои таа америчка држава, константно била на страната на Македонија, тргнувајќи од Версајскиот договор, па до Асном кога била присутна таа америчка делегација која се создава во македонската држава, што значи сите тие глупости беа направени од внатрешни слабости. Или конкретен пример, кога клучниот момент беше кога таа албанска страна, а во тој конфликт успеа Леотари Пердјун да ги подкупи овој едниот беше, се не знам кој да Леотари или Пердју, едниот го подкупи за $2,5 милиони, другиот за $2 милиона. И тие ги праќаат тие фризирани извештаи до американскиот председател Буш. Што значи сега инаку тие бројни овие емисари што ги гледаме, тука сите се од интерес. Тука без да рече што ни глумат некоја загриженост, сите тука се врти интересот и кој е поснаодлив, кој е помоген и се е работа на тактика. Тука нема големи филозофии и сега јас не можам да разберам како исто нашиот премиер плаче и кажува дека